Јас не сум астролог да предвидам кога Македонија ќе добие датум за преговори со ЕУ, но повеќе од јасно е дека претходно треба да се исполнат одредени реформи, а најважни се оние во судството. Ова денеска во Прилеп го истакна амбасадорот на Франција во Македонија Кристијан Тимоние на своето предавање на економскиот факултет насловено како Европската унија во пресрет на изборите, предизвици и надежи, француско гледиште. Еден од условите е да се завршат отпочнатите работи, односно да се заврши спроведувањето на агендата 369, потоа на агендата 18, кои што представуваат извонредни работни инструменти и ќе го чекаме извештајот на Европската комисија за во крајот на месец мај да направиме проценка на сите оние работи кои што требаше да се спроведат, дали се спроведени од областа особено на судството и на правната држава. Тимоние истакна дека не може да каже кои ќе бидат идните приоритети на ЕУ, се додека не се знаело каква рамнотежа ќе се воспостави внатре во унијата по изборите. Се разбира дека изборите ќе имаат влијание и тоа во повеќе аспекти, затоа што генерално Европската унија, а вклучително и Франција, се повеќе се интересира за земјите од Западен Балкан. Меѓутоа ќе треба нели поефикасно да ги здружиме напорите за да може сите земји од Западен Балкан, а тука вклучително и Северна Македонија, што повеќе да се приближат до Европската унија. Инаку ставот на Европската унија по многу прашања па и во однос на проширувањето ќе се знае по месец мај. Големи очекувања од нив има и Македонија. Оваа одлука практично ќе го трасира патот на идното дејствување на унијата во многу области, од аспект на миграција, безбедност, до аспектите на бизнес, работни места, исто така климатски промени и така натаму. Европските избори ќе се одржат од 23 до 26 мај.